Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Нашата света црква утре ќе прослави 19-та недела по Светата Педесетница, меѓутоа ќе го прослави исто така и големиот празник, кој што секогаш се паѓа на 31. октомври, а тоа е празникот на светиот апостол Лука, или познат како евангелист Лука, кој што бил навистина и лекар на душите. Господ Исус Христос, драги браќи и сестри, покрај 12 теми на апостоли имал уште 70 други, за кои се говори во денешното евангелско четиво. Еден од тие бил и апостол Лука, чиј спомен ние ќе го прославиме утре. Откако го научил како да го поучува народот, Спасителот го испратил да го проповеда Словото Божјо и му дал власт болните да ги лекува. Он рекол: кој ве слуша вас, мене ме слуша. Кој се откажува од вас, од мене се откажува. А кој се откажува од мене, се откажува од оној што ме пратил. Светите апостоли грижливо и ревносно ја извршувале дадената им заповед и откако се вратиле со радост го известиле Исуса Христа дека и бесовите им се покоруваат. Он им рекол многу да не се радуваат што бесовите им се покоруваат, а да се радуваат за тоа што нивните имиња се запишани горе на небото. Според преданието, апостол Лука бил роден во Филипи, Македонија, а живеел во Антиохија и се занимавал со лекарска дејност и живопис. При посетата на Ерусалим ги слушнал убавите зборови на Спасителот, ги видел неговите чуда, се уверил дека он е навистина Син Божи и станал негов ученик. По воскресението Исус Христос им се јавил на апостолите Лука и Клеопа на патот за Емаус. Двајцата апостоли разговарале за воскресението на Спасителот, кон нив се приближил еден непознат патник и се вклучил во разговорот, појаснувајќи за некои места од Светото писмо и токму за воскресението. Во моментот не можели да сватат дека патникот е воскреснатиот Христос. Се присетиле откако влегле во некоја куќа да преноќат и да се нахранат, а Христос го благословил и разделил левот. Потоа Спасителот станал невидлив и тогаш апостолите си рекле еден на друг: не гореа ли нашите срца по патот? Светиот апостол Лука, драги браќи и сестри, го придржувал апостолот Павле при патувањето во Мала Азија и Европа. Сите патувања и трудовите на апостол Павле тој ги опишал во книгата Дела на светите апостоли. Покрај Евангелието ја напишал и книгата Дела на светите апостоли. Во напишаните книги за себе си ништо не говори, па затоа за неговиот живот многу не се знае од нив. Се знае дека кога за него говори апостол Павле, го нарекувал возлюбен лекар. Од преданието знаеме дека од Рим заминал за Египет, а во градот Тиви основал црква. Основал и други цркви и вложил голем труд и грижи. Тој не само што го проповедал Словото Божјо, туку на сите што боледувале им помогнал преку неговото лекарско искуство. Преку длабоки познавање и голема вера, со своето лекарско искуство, светиот апостол бил многу корисен за црквата во апостолско време. Апостолот знаел дека неговото лекарско искуство многу им помага на телесно болни луѓе, но не секогаш причините за болеста треба да се бараат не само во телото, туку и во душата.
Гревот е почеток на секакво заболување, почеток на смртта, како што вели свети апостол Павле, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек од изгрешија. Затоа, прво треба да се лекува душата, драги браќи и сестри, за да биде здраво и телото. Знаел дека земниот пат на човекот му е стремен и тежок. Треба да мине низ многу перипетии, болест, сиромаштво и искушенија. Под такви притисоци човековото тело постојано се руши, а душата изнемогнува. Во миговите на опасност и разни притисоци, ние рацете ги подаваме кон небото и бараме помош не само од таму, туку и од другите луѓе, но лекарската помош се јавува како недоволна. Само лекар на душата е во состојба да излекува болката. Во такви случаеви, како постапувал апостолот Лука. Тој лекувал со новата наука на љубов и благочесност со Евангелието. Знае ли светот за друго искуство што ја лекува душата, освен за Бога? Само Бог на натажените им ги брише солзите, ја намалува тагата, ги теши и успокојува натажените, а срцето му дава мир и спокојство. Како апостолот, така и апостол Лука станал лекар на душата. Целото лекарско искуство му станало исклучителна грижа, луѓето да ги поучува на доброто, вистината и благочестноста. Да ги раководи во нивниот духовен живот, да ги храни со науката на честноста и верата, да ги теши ожалостените, да ги лекува болните, да се застапува и да ги помага бедните, односно да извршува работата на добриот лекар. Во својата апостолска ревност се раководел од зборовите на Спасителот, Отецот го сака својот син и му покажува се што прави сам. И ќе му покаже дела поголеми од овие, за да се чудите вие. За Лука немало поголема добродетел од тоа за заблудените и паднатите луѓе да ги врати кон мајката црква. На тој начин, светиот апостол вршел најголема милост што може да му се направи на човекот. На тој начин спасил многу луѓе. Според неговите зборови, многумина нашле спокојство на душата и во тоа го наоѓал повикувањето и своето лекарско искуство го заменил со верата во Бога, но кога кон секојдневно упатувал молитви, нели? На тој начин ќе можат да живеат во мир и разбирање, та да се удостојат со Божјата благодат. Светиот апостол Лука така го применувал своето лекарско искуство и многумина ги спасил не само од телесна, туку и од духовна смрт. Со своите пастирски дела и писанија, со длабоката вера во спасителното дело на Исуса Христа, со вера во Божјата сила и всеможност, многу придонел за зацрсување на Христовата црква и оставил име и спомен на големиот апостол и евангелист. Неговиот апостолски лик е светол и кај нас поведува мисли и не привлекува да ги следиме неговиот пат и дела, да ја сакаме неговата ревност и добродетелен живот. Бил ценет и од сите почитуван уште во раната црква, која ги почитувала ревност и подвизите на апостол Лука, за кого апостолот Павле пишувал пофално. Денешната црковна јавност високо ги цени неговите заслуги и продолжува да му оддава потребна почит. Исто така, светиот апостол Лука, драги браќи и сестри, Господ Бог го благословил токму и да го напише и третото евангелие, нели Евангелието според Лука. Ние собрани на молитва утре да го помолиме светиот апостол Лука да ни биде застапник пред сеопштиот лекар на душата и телото, Господ наш Исус Христос, да духовно чисти и здрави, да станеме жители во неговите рајски насоби. Драги браќи и сестри, по молитвите на светиот апостол Лука, Бог нека ни дарува телесно здравје и духовно спасение во вечни векови. Сите оние кои што го носат името на овој голем светител, евангелист и апостол Лука, нека им се честити имендените и Бог на сите нека им дарува телесно здравје, духовно спасение, мир, слога и напредок сега секогаш и во сите векови. Амин.
baci i jaurivaš. Imaš li srce vodamari što me ubivaš? Poznaj noć vas oko nosi kade zasmivaš. Štoke mi oči koga te gledam, tuđa pregratka. Štoke mi usni koga te ljubam, samo naslika. Vino me gori, solza me boli, pusta sudbina. Svirač i plakam, doma se vraćam, kako begrija. Štoke mi je, pa da se otrezna. Ženo moja neverna, greško skapo platena, kade da odam so nozeve, teški olovni, kogu da lažam so usmive, moji otrovni. Kade da odam so nozeve, teški olovni, oj saka čovek što žive, on so jadovni. Štoke mi oči koga te gledam, tuđa pregratka. Štoke mi usni koga te ljubam, samo naslika. Vino me gori, solza me boli, pusta sudbina. Svirač i plakam, doma se vraćam, kako bekrija. Štoke mi je, pa da se otrezna. Štoke mi oči koga te gledam, tuđa pregratka. Štoke mi usni koga te ljubam, samo naslika. Vino me gori, solza me boli, pusta sudbina. Svirač i plakam, doma se vraćam, kako bekrija. Štoke mi je, pa da se otrezna. Štoke mi je, pa da se otrezna. Jušovice mlada nevesto, da li si čula
suva il se silni doždovi. A nevena mu veli Stojane bre stopane Ni tu sitna rosa pod rosuva Nit se silni doždovi Moj vesozi po lice ti kapat od selanski nepravdini. Sinoplja kraj češmata Selani se zvira Zbor zboreja koga ti ke umreš Bete da mi zadava Mene mlada daleko odnesa Zapari me prodada Sonce od tvojte rusi kosi Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се крiju Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Biде, sreća da ne vide
Нощи вечер мајче кога легнав, с нощи вечер мајче кога легнав, аман, аман, кога легнав мајче сон си видов, кога легнав мајче сон си видов.
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Ajde da si rečime jedna pesna, mnogo glasovita, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Bore da si rečime uštedna, da se stora dva pati, oči moma ima, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Bore da si rečime uštedna, da se stora tri pati, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. More da si rečime uštedna, da se stora četiri pati, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. More da si rečime uštedna, da se stora pet pati, pet prstjeraka ima, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Ajde da si rečime uštedna, da se stora šest pati, 6 meseci, pol godina, pet prstjeraka ima, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Ajde da si rečime uštedna, da se stora sedum pati, 7 dena vodne dela, 6 meseci, pol godina, pet prstjeraka ima, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna grada, ono i mi je bil
продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Ne možem bez tebe. Velešanki, stolničarki, velešanki, čanom stolničarki, kači se bome na konja, pojdi so mene, dvajcata da se zemi me, ne možem bez tebe. Kači se bome na konja, pojdi so mene, dvajcata da se zemi me, ne možem bez tebe. Ne možem bez tebe, kači se mome na konja, pojdi so mene, dvajcata da se zemi me, ne možem bez tebe. Se zemi me, ne možem bez tebe.
se zemime, ne možem bez tebe. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Majstore, nešto za srce. Ova večer do sabajle da lumpuvame. Ajde majstore, lundo neka je. Ovoj džumbus da se pamti, da ni ostane. Sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 Ninana, igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Ninana, sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 Ninana, igrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti da dam, al da ti je. Ajde majstore, noć vam naša je. Sviri duri, živa voda, nese stori me. Sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 Ninana, igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Ninana, sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 Ninana, igrajmo me, razveseli me.
sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 ninanaj, igremo me, razveseli me. Opa, 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 ninanaj, sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 ninanaj, igremo me, razveseli me. Društvo pije, istota pesna na red. Srce v ogradi bije, a oči svetar nema beganje. Pijam, da ga krijam, pijam, zvezdi spijat nije, ne se dava me. Doma nikoj nemam, ne znam komu trebam društvo, gore čaši ide. I da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme. I da sme živi, da se tešime, i da sme zdravi, pak da grešime. Kelner spije i samo nokiva znaje se. Vino i srekni nije i zbogom pamet, zoro čekaj me. Pijam, da ga krijam, pijam, zvezdi spijat nije, ne se dava me. Doma nikoj nemam, ne znam komu trebam društvo, gore čaši ide. I da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme.
mora, veselo je svadba u baba. Danas nedela, svadba prava jas. Svi gosti dojdo na veselba. Zedok u baba, mlada nevesta. Sone jake žive, sreken život jas. Danas nedela, svadba prava jas. Svi gosti dojdo na veselba. Zedok u baba, mlada nevesta. Sone jake žive, sreken život jas. Sone jake žive, sreken život jas. Žolti lisja paljat samo za tebe. Život od te prikazna, štom si kraj mene. Život od te prikazna, štom si kraj mene. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag. Žolti te lisja Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se tako što zaminati. Tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna i verna sestri. Povtorno se rađat, reka spomeni. Lisjata si paljat, mnogu godini. Lisjata si paljat, mnogu godini. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag. Žolti te lisja Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se kako što zaminati. Tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna i verna sestri. Dolgi tažni doždovi, vrna za mene. Edni oči beskrajno plača za tebe.
beskrajno plačat za tebe. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostana brat, zovite misija Marija, šepota samo za ljubav da par. Vrati se Bela Marija, vrati se kako što zamina ti, tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna